Клиниката Жан Митрев е ставена под лупа на инспекцијата и Агенцијата за лекови која истражува дали се правеле експерименти со ковид пациенти. Ова е одговорот на министерот за здравство Беким Сали по скандалозните информации во јавноста кои се обелоденија во документарецот посветен на работењето на клиниката во периодот на ковид пандемијата. Јавноста бара одговори, но и одговорност за сериозните обвинувања и информации за начинот на кој се работело во изминативе години, зашто има сведоштва на повеќе пациенти и семејства на починати. Клучното зашто институциите знаеле, а молчеле 2 години, ниту министерот, ниту директорот на Агенцијата за лекови не го коментираат, иако за тоа беа прашани повеќе од 10 пати. Министерот само кажа дека е формирано стручно тело кое детално ја испитува целата ситуација и побара уште малку време за да се соберат повеќе информации. Значи, доколку ќе се констатира дека не известил, а постоела интрахоспитална инфекција, секако врз основа на закон ќе биде казнен. Меѓутоа, да констатираме, дајте ни време да констатираме. Вие може да возите 200 сред Скопје. Меѓутоа, одговорност имате ако ве фатат. Дали пишал некој во отпуснато писмо или не пишал, ќе се истражува, значи ние не можеме, видите, ние не сме 24/7 во главите на секој доктор, значи да се разбереме, институции сме, не можеме да ги покриеме 25.000 вработени во здравството. Директорот на Малмет, кој всушност изборуваше во документарецот на ИРЛ, кажа дека пратил инспекција во клиниката уште пред да се емитува истражувањето, но вели дека им требало уште време да ги проверат на одите. Но зошто се молчело и пред тоа не каже ниту денеска ништо. Логично е малку да се даде време според протоколите, прописите, законските процедури, сето тоа да се утврди. Никој не вели дека има клиничко испитување потврдено или спротивното, дека нема клиничко испитување. Ние велиме што вели законот. Ако некој развива било какво клиничко испитување, тоа се санкционира со закон. За да се санкционира со закон, тоа треба да се утврди, да се потврди. Во последните 3 години инспекцијата направила 3 редовни и 9 вонредни надзори во болницата Жан Митрев, но резултати од ова се уште нема. Од ресорното министерство пак се решени овој случај да добие разрешница. Истражувањето се потпира на 24 пријави на граѓани од Македонија и од Косово, кои плаќале илјадници евра без да бидат известени дека се дел од медицинска студија. За случајот со Жан Митрев предмет отвори јавното обвинителство.